Македонска јавност, почитувани колеги и медиуми. На денешнава седница дебатираме по предлог законот за изменување и дополнување на законот на данок за додадена вредност, доставен со европско знаменце по скратена постапка. Повторна злоупотреба на европското знаменце, кое стана секојдневна пракса во собранието. По брза постапка сакаат да протнат закони со кои ќе удрат по народот и фирмите, ќе скратат од нивните средства за да има повеќе за власта. И покрај нашето барање за јавна дебата, да го слушнеме мислењето на стручната јавност, за најавениот даночен модел не наидовме на разбирање. Сметам дека секоја реформа треба да има темелна подготовка со стручна дебата, која во овој случај отсуствуваше. Почитувани граѓани, сите ние ќе ги почувствуваме последиците од носењето на овој закон, на одоначување со данок на додадена вредност од едноставна причина што со овој закон се воведуваат нови давачки на граѓаните и компаниите на Република Македонија. Секое воведување на нови давачки во ваква економска ситуација на граѓаните на Република Македонија е предлог кој не заслужува да добие поддршка ниту од мене, ниту од пратеничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата, бидејќи не е во интерес на граѓаните. И тоа така ќе биде. Имајќи ја во предвид катастрофалната економска состојба, изгледа пронајдоа најлесен начин како да го надополнат испразнетиот буџет. Со зголемување на даноците, владата на СДС и ДУИ многу пати досега сакаат да го наполнат буџетот, за потоа да го испразнат преку тендери во 4 очи. Од ДДВ ќе соберат 1,3 милиарди евра преку ценовниот раст, по високи цени, зголемени даноци по разни основи, наместо да се изборат со сивата економија. Сивата економија е еден од најголемите проблеми со кои се соочува Македонија и наместо да се фокусираат кон сивата економија и оданочување на прометот што не се регистрира и кон оние кои не плаќаат давачки, со измените во законот за данок на добивка, власта дополнително ќе ги оптовари со давачки во услови во кои едва обстојуваат. Доколку се грижа за интересот на граѓаните, а не за личниот интерес, ќе се откаже од овој данок, ќе се насочи кон намалување на сивата економија, на намалување на трошоците, зголемување на приходите, раст на продуктивноста и поддршка на извозната активност на македонското стопанство. Со измените на ДДВ, благодарение на вашата политика што ја нудите, а е спротивна на интересите на граѓаните и на стопанството, ќе ги зголемите даноците со кои ќе покријате дел од тој буџетски дефицит, ама на грбот и на сметка на граѓаните. Според последните анализи на Стопанската комора, како и на меѓународните финансиски институции, сивата економија изнесува 33% од бруто домашниот производ, односно 1/3 од мегаломанскиот буџет кој што е креиран за 2023 година. Со така наречените даночни реформи, односно адхок мерки, граѓаните само ќе плаќаат поскапа електрична енергија, бидејќи досегашниот данок од 5% се враќа на 18%. Предстојната грејна сезона сериозно ќе удреше врз џепот на граѓаните, бидејќи владата сакаше да го зголеми ДДВ-то од 5 на 18% за пелетите и за печките на пелети. Така да, ако досега граѓаните ги чинело 280 до 300 евра со зголемување на ДДВ-то, таа сума сериозно ќе се зголемеше во нивниот семеен буџет. Тоа ќе беше уште еден удар по џебот на околу 40 до 45.000 домови кои се греат на пелети и веќе вложиле во купување на печки од овој вид на грејење, а тоа е една сериозна бројка. Тоа значи, наместо помош за граѓаните, преку намалување на даноци, субвенционирање на основните потреби на граѓаните, со овие измени неспособната власт го зголемува ДДВ-то. И повторно нов ценовен шок на повидок, со зголемување на данокот на додадена вредност на околу 1000 прехранбени производи, односно
само основните производи ќе бидат оданочени по даночна стапка од 5%, како и досега, а сите останати производи ќе имаат повисока даночна стапка од 10%. Како ќе се одразат ваквите законски измени за оданочување врз граѓаните? Вака ли владата мисли да го заштити животниот стандард на граѓаните? За жал, македонските граѓани, соочени со нискиот животен стандард, ниските плати и пензии, економските проблеми, криминал и корупција, зголемување на цените и инфлацијата, гледаат песимистички на иднината. Сето тоа е поради лошата економска политика на владата на СДСМ, која земјата ја прави зависна од увоз, СДСМ, ќе ве молам, колешки, хранбените производи. Зошто е тоа така? Го уништија домашното производство, криминалната политика на субвенции на земјоделството, го зголеми увозот на храна, високите каматни стапки на инфлацијата, се задолжува постојано, со кои јавниот долг го зголемија за над 10%. Недоволна координираност на монетарната и фискалната политика во целиот период за време на кризата. Според извештаите на Светската банка, Македонија е на дно во Европа по економски пораст и на врвот по стапката на инфлација. И да потенцирам, не е само увезена, туку е и домашно создадена. Куповната моќ се намалува. Граѓаните се помалку купуваат, бидејќи цените постојано растат. Платата ја трошат само на храна и на сметки. Најмалку одвојуваат за одржување на здравието, не можат да си дозволат дури ни на посети на културни манифестации, бидејќи тоа е луксус за нивниот семеен буџет. Очигледно е дека овие ценовни шокови сериозно влијаат на животниот стандард на граѓаните и на профитабилноста на стопанството. Реалноста е дека потрошувачката кочничка е 50.000 денари, што укажува дека 2 минимални плати не се доволни за 4-члено семејство. Со ваквиот тренд на зголемување на трошоците за живот, нема да бидат доволни ниту 3 минимални плати, колеги. И уште еднаш ќе повторам, со зголемување на ДДВ ќе се зголемат цените и тоа ќе биде нов удар по потрошувачката кошничка. Кои се производите на листата, така наречени ексклузивни производи? Се уште не знаеме. Во текот на овие 6-7 години потрошија извонредни 30 милиарди евра, а ништо не видовме од тие пари. Тоа е резултат на недомакинско, неодговорно, криминално работење на владината коалиција. Граѓаните прашуваат каде се трошат парите од задолжувањата на власта. Нема никакви инвестиции, нема ништо изградено, што значи дека тие се злоупотребуваат. Тоа е дел од реалната слика на Македонија. Ако не беа странските инвестиции во минатото, кои ги донесовме, денеска можеби ќе бевме и банкрот. А вие, наместо инвестиции и едно општество за сите, кое го ветувавте, донесовте пропаст на државата и сиромаштија. Сметам дека доколку вистински се грижевте, ќе ги стимулиравте граѓаните и компаниите. Владата треба да има стратегија која ќе биде ефикасна и конзистентна, а не само да се носат некакви даноци, даночни системи, измени во даноците, па потоа да се враќаат на стариот модел, бидејќи не биле функционални. Не случајни се сите тие штрајкови протести што се случуваат во изминатиот период, бидејќи се резултат на инфлацијата и куповната моќ на населението, која што секојдневно се намалува. Македонија стана земја со девастиран систем и пензионери на улица. За некои бисквитите стана луксус, а наполитанките сон. Ова ли е општество за сите? Знаете ли која е пораката од народот? Да ви помогнам. Час поскоро да ги напуштите удобните фотели, пошто немате слух за потребите на граѓаните, за зголемување на стандардот на работниците. Ги оставате да се борат за гола екзистенција. Ви благодарам. Реплика Жаклина Лазаревска.